Јас сум Боге Јанковски, пчелар од село Тодоровци, општина Македонска Каменица. Веќе 5 години се занимавам со пчеларство. Имам 2 пчеларника во село Тодоровци, општина Македонска Каменица, и село Костиндол, исто така општина Македонска Каменица. Едниот се наоѓа на околу 500 метри надморска височина, додека другиот на 900 метри надморска височина. Пчеларам со околу 90 кошници, ЕЛР. Значи, произведуваме чист, еколошки, органски мед. Поседувам сертификат за органско производство. Нашиот мед претежно е ливадски, планински мед. Значи, мешавина од полиморфни цветови, растенија. Имаме добиено неколку златни медали на надпреварите кои што постојат за надпревар за квалитет на мед. Освен производство на мед, кој што го брендиравме, односно сакаме да го брендираме по нашето подрачје како каменички мед, произведуваме и прополис, саќе со мед, полен, матичен млеч и така. Па можам да речем дека има традиција нашата фамилија со одгледување на пчели уште од дедо ми. Ние сега се трудиме пчеларството да го одгледуваме на посовремен начин, со современи кошници, со современи машини и алати. Додека нашите дедовци и баби тоа го правеле на многу по едноставен начин. Ги користам повиците за сувенции, исто така и повиците за ИПАРТ и рурален развој. Досега учествував на 3 повици и ги реализирав сите 3. Така сум задоволен од поддршката која што ја даваат за овие повици. Пчеларството ми е како дополнителна дејност, не е професионална. Работам и како државен службеник. Намерата за воиднина е да го посовремениме производството, да го прошириме. Значи, имам набавено, како што реков, уште 100 кошници, кои што планираме да ги наполниме, производство на матици, на роеви. Значи, мораме да произведуваме и дополнителни производи, како што се роевите и пчелите, затоа што поради еколошките и климатските промени се помалку има просек по пчелно семејство, производство на мед, така што мораме и алтернативни производи за да биде економски испатливо пчеларството. Па оваа година ние овде во нашиот крај поминавме релативно добро за разлика од претходните 3. Не можеме да направиме споредба со претходните 10-20, кога нашите претходни пчелари кажуваат дека имало и по 50 и по 60 килограми, али за разлика од претходните 3, оваа година е просекот некаде околу од 10 до 15 килограми мед, така што е релативно добро. Па пошто поседуваме доста, мислам, најквалитетен мед, за пласманот мислам дека нема проблем, секој што купил еднаш бара тегла повеќе, така да мислам дека нема проблем досега со пласманот. Па цената на медот оваа година е 500 денари за килограм. Мислам дека не се многу зголемени, затоа што има тренд на зголемување на сите производи, вклучително и репроматеријалите кои што ние ги користиме во пчеларството, така што тоа повлекува едно со друго и цената мора да биде таа. Па јас можам на сите да ги кажам што имаат слободно време, што ја сакаат природата и општо здравиот начин на исхрана и екологијата, да се занимаваат со пчеларство, секој оној кој што не е најпрво алергичен, затоа што посебно нашето подрачје Македонска Каменица изобилува со недопрена природа. Тука мислам дека е нашата предност, затоа што овде ние немаме плантажи, значи немаме кој знае какви прскања со пестициди и други материи кои што штетат на пчелата. Овде се работи за ридско-планински, чисто еколошко подрачје, каде што исто така предност ни е полиморфната паша, значи имаме изобилство на различни билки. Значи ние почнуваме од мај, од багремот, после ливадската паша која што изобилува со огромен број на различни растенија. Продолжуваме во јули месец со мајчината душица, која што има изобилство во нашиот регион. Потоа, пошто на нашиот терен е застапен дабот, значи можеме да кажеме дека и
црниот мед, оној што го популарно викаат медлика, значи и тоа е застапено во нашиот крај, значи едноставно пожарачишто на општина Македонска Каменица нуди мед кој што е исклучително квалитетен. Можеме да го споредиме некои професори кои што ги слушав на некои предавање од Франција и од некои други институти. Медот кој што го имаме ние овде, каде што има примеси од мајчина душица и други лековити билки, слободно можеме да го споредиме со најскапиот мед кој што го кажуваат во Нов Зеланд, каде што го собираат пчелите, го нарекуваат мануки мед. Значи, и препорачувам на сите, значи, кој што сака да се занимава со пчеларство, да почне и да не чека, затоа што квалитетниот и добриот мед се помалку го има, а Македонска Каменица може да понуди изобилство на квалитетен и добар мед.